Социјалдемократите денес и службено објавија дека нема да се појават на наредните парламентарни избори на 24 април идната година, иако во јули потпишаат договор за предвремени избори со посредништво и гаранција на Европската унија и САД, и иако се исполнуваат сите услови од договорот, СДСМ договорот нема да го испочитува и на избори нема да се појави заради дополнителни услови, кои во договорот од пржино ги нема, а тоа е нивната намера за превземање власт над медиумите преку Агенцијата за медиуми и партиско раководење со Македонската радиотелевизија. Нивниот предлог закон за Агенцијата за медиуми, со кој на новинарите изрично им се забранува право на став, анализи и коментар, а директорот на Агенцијата за медиуми со неограничени дискрециони права се поставува по предлог на СДСМ, беше одбиен и отфрлен од целокупната македонска јавност, а деновиве против ваквиот предлог се јави и еден од најголемите авторитети во САД, кој самиот бил раководител на Американската агенција за медиуми, кој планот на СДСМ го оцени како враќање на комунизмот во земјава. Ниту една од двете асоцијации на новинари во Македонија, МАНИ ЗНМ, ниту една европска новинарска институција, како ни европските институции кои службено се занимаваат со медиуми, човекови права и слобода на говор, не дадоа поддршка на планот на СДСМ, но сепак тие ова го поставуваат како услов да се појават на изборите, затоа што според нив само таков закон за медиуми на нив им дава шанса на изборите. Практично, СДСМ бара молк на медиумите за да се појави на избори, како да се бара од лекар да постави дијагноза, а да не смее да лекува, советува и да има став за болеста. И најпосле, зошто цела нација и цел медиумски сектор би биле заложници на СДСМ во нивните потреби да се обезбедат пожелни услови за избори. Она што на СДСМ го урива рейтингот не се медиумите, туку нивното раководство кое нема решенија, програма и политика која е прифатлива за гласачите. Токму затоа и медиумите кои ги поддржуваат СДСМ имаат низок рейтинг исто како и самата партија. СДСМ има под контрола 3 телевизии со национална програма, 2 весника и десетина агресивни сајтови кои не успеваат да ја разубават политиката на СДСМ иако се трудат. Секаде во Европа одговорен за резултатите на партиите се нивните раководства, а не дел од медиумите кои не ја поддржуваат нивната политика. Освен што со години СДСМ нема политика, идентитет и програми, има и серија потези кои во јавноста ги легитимираат како подземна политика. Која друга партија во Европа има начело на партијата лидер амнестиран за криминал од 8 милиони евра и снимен дека бара подкуп од 200.000 евра од позиција на градоначалник. Истиот тој партиски лидер Заев сега бара власт над медиумите, иако како никој во Европа јавно порачува дека медиумите се нивни најголеми политички непријатели. Која друга опозицијска партија има подпредседателка, лидерка на партијата 2 децении како Шекеринска, која во скапи бунди, возејќи се во џипови, посетува земјоделци, бара поддршка од нив. Која друга партија во Европа има портпарол како Петре Шилегов, кој се заканува на новинари и уредници дека ќе одат во затвор ако СДСМ дојде на власт. Во која друга држава во Европа партија од опозицијата како СДСМ објавува туги приватни телефонски разговори, па дури и на новинари со целосно приватен и личен карактер. И после сето ова, СДСМ бара поддршка од медиумите. Сосема е јасно зошто СДСМ бара власт над медиумите и кои им се намерите потоа. Причините за низок рейтинг на СДСМ не се медиумите, бидејќи освен наведените има и други причини. Сред полициската акција во Куманово во мај годинава, медиумите на СДСМ објавија исклучително опасна шпекулација дека полицијата убила цело албанско семејство, вклучително и 6-годишно дете. Веста е објавена со цел да создаде експлозија на револт кај албанците и етнички тензии со македонците за интересите на СДСМ, а веста беше лажна. Заев замина за Израел и оттаму порача дека безбедносните служби на Израел му дале податоци за криминални корупција на владата, информација која исто така има за цел да послужи за нивните партиски потреби, иако и нанесува голема штета на Македонија. И оваа вест беше лажна, демантирана директно од Министерството на израелската влада. СДСМ преку нивните медиуми отворија и афера дека ВМРО ДПМН е печатале лажни лични карти, дури 30.000 за потребите на избори. Покажаа 105 примероци од истите, но набрзо се покажа дека и оваа вест е лажна. Сега кога имаат свој министер за внатрешни, ако Спасовски не открие кој ги печатал лажните карти, ќе биде јасно дека СДСМ стои лично за оваа диверзија. Ова се само 3 од низата политички измами и местенки на СДСМ само за последниве 6 месеци, а нивната кампања од овој вид трае повеќе од 3 години. И затоа никој не може да биде виновен за резултатите на СДСМ освен нивното партиско раководство кое водело ваква политика и носело вакви одлуки. Кога ги објавуваа бомбите, има акција за смена на Груевски од чело на партијата ВМРО ДПМН, па формираа група од Кекеновски, Димитров и Лазаревиќ, која Заев и Шекеринска ја туркаа во јавноста како нови лидери на ВМРО ДПМН, но и тоа не им успеа. Сега бараат контрола и власт над медиумите, без поддршка од никого во земјава. Следно што СДСМ ќе бара за да ги подобри своите шанси за избори е смена на народот. Барем 2/3 граѓани да немаат право на глас за тие да можат да победат. Сепак, покорисно и поедноставно е наместо партиски
условување без крај да се промени демократската пракса од Европа, па да си оди и раководството на Социјалдемократскиот сојуз.